Денес жителите на Скопје повторно се разбудија во магла. После 10 години на сеење на магла, најголемиот проект по кој што ќе го запаметиме владењето на режимот на Никола Груевски е тоа што Македонија стана најзагадена земја во Европа. Прва, најитна, приоритетна, алармантна мерка за намалување на загадувањето на воздухот е итната промена на власт. Откако заедно со граѓаните ќе спроведеме оваа мерка, ќе продолжиме со спроведувањето на планот за живот во Македонија, кој што предвидува итна гасификација на цела Македонија со приоритет на големите градови, субвенции за филтри за големите загадувачи. Свесни сме за принципот дека загадувачот мора да плати, но приоритет ни е здравјето и животот на граѓаните. Во првите 2 години од мандатот ќе обезбедиме поволни кредити за замена на технолошки застарените производствени линии со нови и ефикасни системи. Заедно со локалните власти и сообраќајната полиција ќе обезбедиме сообраќајни режими кои што ќе обезбедат намалување на загадувањето на воздухот. Ќе комплетираме и мрежата на мерни станици на следење за загадувањето на воздухот, но исто така и ќе изградиме систем за мерење на загадувањето на почвата и воздухот, а податоците ќе бидат јавни и достапни за граѓаните. Ова се само дел од долгорочните мерки и политики во планот за живот за Македонија. За жал, Скопје и другите градови се наоѓаат во катастрофална состојба со загадениот воздух. Затоа се потребни итни мерки, а не само препораки какви што издаде Коце Трајановски. Потребни се итни мерки и обезбедување на финансиски средства за обезбедување на овие мерки. Но пред се, наитно е потребна смена на централната и на локалната власт во Скопје, за да може да живееме во Скопје и да живееме во Македонија.